Сметките за струја ќе растат, домаќинствата и компаниите ќе се соочат со нов струен ценовен шок. Стопанството алармира дека не очекува тежок период. Првиот човек на најголемата комора Бранко Азески рече дека компаниите ќе се соочат со загуби поради поскапата струја, но уверува дека ќе направат се за ударот да не предизвика затворање на добар дел од индустриите. Рече дека спиралата на поскапување била на светско ниво и секако дека нема да ја поштеди ниту земјава. Сите знаеме дека ќе се одрази лошо, меѓутоа сите знаеме дека е тоа актуелно прашање кое што е во приоритетот и наш, и на владата, и на компаниите и така натаму. Сите се бориме на свој начин. Компаниите да бидат мирни и да ги извршуваат своите обврски редовно, а владата и комората ќе направат све што е во нивна моќ да им ублажат состојбите кои што се предизвикани од надворешни планови, али тоа не значи дека не треба да направиме анализа и на сопствените слабости и да ги исправиме. Ова е момент кога треба да се соочиме со она што значи светски движења и дека ние сме дел од тој свет, од таа Европа и дека треба да водиме сметка и за тоа што се случува на глобален план. Азески вели дека стопанството очекува стабилизација на цената на струјата дури кон средината на следната година, а до тогаш вели дека не очекува тешка зима. Цените се во моментов во страхотен пораст, меѓутоа имаме информации дека се склучуваат договори и на пониски цени со снабдувачите на струја, така да ќе преземе некои други мерки. Очекуваме во вториот квартал на наредната година да дојде до сериозно паѓање и до позиционирање на цената на струјата измеѓу 100 и 150 евра. Ако државата не реагира веднаш, според енергетските експерти, за многу скоро време сметките за струја може лесно да пораснат и до 50% од сегашните. Ако сметките сега надминуваат поскапување од околу 25%, зголемувањето на една сметка од околу 4000 од јануари би се искачила на дури 5000 денари. За ублажување на шоковите, економистите предлагаат намалување на даноците. За граѓаните колку толку да не ја почувствуваат ценовната разлика, која директно удира врз джебот на народот. Експертите велат дека владата го преспала периодов, додека земјите од соседството активно работеле на изградба на капацитети. Колку за илустрација, во последните години цената на струјата се држи под незиното реално ниво, а трошоците за производство константно се зголемуваат и тоа како резултат на купувањето јагле на странство кое е значително поскапо од домашното производство.